Добар ден, граѓани за заедничка Македонија, по 68 пат. Денеска би започнал директно и без околишување како дошто околу Крагуевац. Сакам да ви кажам неколку работи. Во притвор има невини луѓе. Има луѓе кои таму се држани без докази, има луѓе кои се тераат да признаат нешто што не го направиле, има луѓе на кои им се наметнуваат туги мислења да ги кажат и подпишат како своји. Таквите луѓе мора да бидат ослободени од притвор. Луѓето за кои нема доказ дека било што направиле, не смеат ни минута повеќе да бидат лишени од слобода. Еден од луѓето кои што помагаат тука, да кажам, за нашата безбедност позади бина, пред бина, вчера беше држан 12 часа во притвор. Во притвор, накрај беше пуштен. Да ви кажам, јавниот обвинител кој не подлегнал на притисоците и го пуштил, господјата била албанка. Доказ за исправноста на нашиот концепт. Луѓето се добри или лоши, професионалци или подмитливи. Не ги делиме нити на македонци, албанци, срби, бошњаци, роми, турци, власи, бугари слушнав последно дека исто имало или... Така да апелирам до сите професионалци, до сите разумни луѓе во институциите да си ја вршат својата работа. Тоа значи невините надвор, оние кои го скршија уставот треба да влезат натре. Пренеска прочитав изјава на лидерот на опозицијата, кој што... Чекајте да ја слушнете прво изјавата. Може би ќе е за поздрав. Изјавата негова е: бил подготвен за помирување како добар христијанин и така натака. Меѓутоа, одговорност морало да биде понесена и не знам, значи он ќе ни се смирил на сите нас кога ќе била понесена одговорност. Господине Зоран Заев, ќе има помирување, во Македонија мора да има помирување помеѓу брат и брат, помеѓу комши, помеѓу роднини, помеѓу пријатели, познаници, помеѓу луѓе кои што не се ни познаваат, но се мразат без причина. Мора да има помирување, бидејќи ова е заедничка држава и ќе живееме заедно во неа. Ама оние кои го крше уставот, треба во затвор да одат. И без приказни за помирувања, додека невините се внатре, а криминалците се надвор. И ќе ни диктираат услови. Ако јас сум сгрешил нешто, зборувам од своје лично име, да не зборувам од името на сите. Ете ме, тука сум секој ден, нека дојдат, нека ме земат. Ако имам вина и имам некаква одговорност. Ама тие внатре, кои што кршеа устав, закон за собрание, деловник, шверцаат тиранска платформа, шверцаат председател на собрание, сакаат да шверцаат и влада. Господа, еден ден ќе ја платите казната, еден ден ќе одговарате, ако не денес, ако не за 2, 3, 5 месеци, 3, 5 години, абе еден ден ќе одговарате. А до тој ден, ние ќе сме тука. До тој ден, ќе сме упорни, ќе веруваме, ќе сме цврсти, достоинствени, во рамките на она што уставот ни го дава. Ке протестираме, имаме право на тоа, имаме должност и обврска на тоа. А оние кои пуштаат луѓе со пиштоли внатре, кои не треба да бидат ниту внатре, ниту со пиштоли, тие има да одговараат.
Замената на тези веќе не проаѓа. Кој се огрешил ке си плати, ама најголемите грешници беа внатре. Луѓето кои планираа велепредавство, државен удар, пуч, еден ден казната ќе ги стигне. Затоа ќе се погрижиме сите ние.